Во сферата на туризмот во општина Кочани со децении сосема малку се прави, како се да се сведува на недоволно контролираната изградба на викенд куќички кои практично го пренаселија овој планински центар. Иако на хартија стојат или се дефинираат неколку проекти на конкретните локации, се уште ги нема посакуваните инфраструктурни објекти на кои кочанчани чекаат со децении со надеж дека туризмот ќе направи значаен исчекор. Бањолошкиот туризам преку најавуваната капитална инвестиција од 5-6 милиони евра останува неостварлива желба за сегашните генерации кои уште долго ќе ги гледаат топлите минерални води кои стекуваат во Кочанска река. Во 21. век главната причина која ги одвраќала инвеститорите наводно биле комарците, како да нема решение за овие инсекти. На Соговските планини и на пониква подолг период се туркаат неколку проекти, ама домашните, а уште помалку странските туристи заедно со сопствениците на туристичките објекти се уште немаат конкретна причина и можност да применуваат содржаен туризам. Народот вели, при двајца стопани, а тоа се општините Кочани и Пробишти, работата е килава. Џабе убав пат, ако во и околу центарот нема ништо друго. Браната Речани сама по себе може да биде голем туристички потенцијал, меѓутоа и неа ќе чекаат некои идни генерации, бидејќи ќе требаат години да се изгради и децении да се оплемени низината околина. Ако овој град не успеа за половина век да го направи проводно крај брежието на вештачкото езеро Градче, тогаш за повеќе од тоа може само да се фантазира. Како што може да се фантазира за Цареврв и за Руен, кои снежно се белеат се до мај, како одлични зимско-туристички потенцијали од повисок ранг. На крај прашањето. Ако туристичкиот свет поради COVID-19 губи милиони и милиарди евра, колку губи или изгубила општина Кочани која со децении не инвестира ниту денар во природните потенцијали за развој на оваа атрактивна стопанска гранка?